Штувани граѓани, еве повторно на темата Уставен суд на Република Македонија, кој што стана толку актуелен и контроверзен и по неговото докомплетирање и по начинот на кој што оние кои што предлагаат сакаат да го докомплетираат. После скандалозното предлагање на тројца кандидати од страна на парламентарното мнозинство за 3 испразнети места, односно претходно по коалицијски договори договорени кандидати, сега наред доаѓа да ја исполни својата обврска и Републичкиот судски совет. Односно, тој предлага двајца судии во Уставниот суд на Република Македонија, кој што ги избира собранието. Но, за да овој Републички судски совет да предложи, истиот треба да биде кредибилен и истиот да го има кредибилитетот за да ги предложи. За да потенцира оној кој што во моментот предлага уставен судија, кој што ги разгледува апликациите, кој што ги утврдува квалификациите на кандидатите, самиот не си ја исполнува законската обврска за која што му е дадена надлежноста, односно да се грижи за функционирање на судовите и на судиите и целиот судски систем во Република Македонија. Зошто го велам ова? Бидејќи и во вчерашниот извештај на Стејт департментот е потенциран директно и самиот судски совет во насока да истиот се правда, односно цитирам што судскиот совет дава за актуелните случувања во судството во Република Македонија. Вели вака: според судскиот совет, екстремно ниската доверба на јавноста во судството се должи на значителна судска корупција. Судиите намерно ги одложуваат судењата или апелационото одлучување, разгледување, за да овозможат стапување на сила на статутот на застареност, особено во случаите од висок профил во кои се вклучени богати и влијателни бизнисмени или политичари. Судиите за кои се смета дека соработуваат со бранителите за подкуп или тргување со влијание и конфликт на интереси во комбинација со непотизам. Тоа е оправдување на судскиот совет за ниската доверба во судството. Сега тој судски совет, кој што го тресат скандали во однос на изборот пред се на председателот на судскиот совет и внатрешното постапување, односно неделовничкото предлагање на идните судии, истиот се правда за нешто што е негова надлежност. На вакво оправдање другиот ден требаше да има оставка од судскиот совет. Нема потреба од постоење на судскиот совет во вакви ситуации и ваква доверба на граѓаните во судството. Зошто? Бидејќи овој судски совет, кој што има надлежност, една од надлежностите во која што предлага уставни судии, е тоа што истиот по завршување на мандатот на секој еден член таму или председател на судскиот совет се ослободуваат и се изјаснуваат како функционирале. Последниот случај беше со претходната председателка на судскиот совет, односно господјата Црвенковска, која што на заминување од председателствувањето на судскиот совет се изјасни дека овој судски совет и судството функционираат по диктат на судско бизнис елити. И еве тоа се потврдува и во извештајот на Стејт департментот. За да понатаму се продлабочуваат сите овие надлежности, бидејќи ова хронолошки провлекува причинско-последична врска. Истите предлагаат несоодветни луѓе на несоодветни места и затоа се случуваат вакви ситуации. Не навлегувајќи во она што денес го предлагаат, бидејќи потенцирав, самиот проблем е внатре во судскиот совет. Уставниот суд е тој кој што треба да решава за судирна надлежности. Имено во членот 110, една од надлежностите му е дадена решава за судирна надлежности меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт. Уставниот суд, кој што, потенцирам, е единствениот орган кој што се регулира единствено со устав и кој што својата работа, односно начинот на работа и постапка пред Уставниот суд се уредува со акт на судот. Тоа значи самиот на себе се одредува како ќе постапува. Истиот нема воспоставено
начин на постапување, нема воспоставено рокови на постапување, затоа истиот е она алатка на постапување по допрен глас од министрите и извршната власт. Тоа се потврди пред неколку месеци, кога по допрен глас од претходниот министер за правда од Тупанчевски, истиот Уставен суд веднаш реагираше, иако оваа иницијатива и преставка подолго време стоеше таму. Во Уставниот суд имаме преставки и иницијативи кои што стојат со години, но истиот не наоѓа за сходно да постапува. Зошто? Затоа што нема добиено насока од извршната власт. Ова што го потенцирав за надлежноста, дека треба да постапува за судирна надлежности, го цитирав токму во оваа причинско-последична врска, бидејќи не може да постапува по оваа одредба затоа што тој е под ингеренции на извршната власт. Потврда е тоа што кога одреден јавен функционер, односно министер или премиерот за некоја тема која што во јавноста покренува интерес, ќе се повика на одредена изјава и веднаш постапува. Тоа е тој недостаток и она што треба до уредување за самата работа на Уставниот суд. А сите оние кои што претходно ги предлагавте и ги предлагате за уставни судии, која ќе биде додадената вредност? Која ќе биде она што ќе постапуват согласно овие дадени насоки? Имено во една од надлежностите што ја потенцирав, истиот Уставен суд не зеде за сходно да постапи. Пред само неколку месеци имавме судирна надлежности, каде што председателка, односно јавната обвинителка во Оделението за гонење на организиран криминал, истата имаше судирна надлежности со извршната власт, односно со финансова полиција, имаше судирна интереси со други органи од државната управа и никаде не се појави овде Уставниот суд да реагира кој е надлежен, туку се најде за херој јавниот обвинител на Република Македонија, кој што е повторно кандидат за уставен судија, да постапи и да врз основа на дисциплински постапки да разрешуваат, не навлегувајќи во основаност или неоснованоста на овие постапки. Зборот ми е дека Уставниот суд требаше благовремено да интервенира, да се произнесе и да каже кој, како и каде треба да постапува согласно Уставот. Но, од овде ја влечеме и тезата, дека не секој кој што бил во судските постапки, односно во јавно-обвинителската служба или во судските постапки, ќе биде добар уставен судија. Зошто? Бидејќи практицирање на уставноста, односно на подзаконските акти и сите други надлежности кои што му се дадени да ги оценува, не значи исто што и одредена судска постапка, дали парнична или кривична постапка, не навлегувајќи таму. Тоа значи дека Републичкиот судски совет нема кредибилитет да предлага, бидејќи истиот има собствени проблеми внатре, на начин што еден за друг си ги кажуваат сите постапки и задкулисни игри. Бидејќи сегашната председателка, која што е на Судскиот совет, истата мафташе со листови на нејзиното назначување дека нема да работи повеќе по списоци, а истата без никакви критериуми понатаму продолжува со исти постапки и таа не се иззема во делот да не биде тука. Зошто? Бидејќи самата призна дека досега работеле, односно до тогаш работеле по списоци, а и таа беше член на самиот совет. Вакви признанија требаше да бидат предмет на разгледување на јавниот обвинител и да се сослушат сите вакви носители на клучни позиции, за да се расчисти во јавноста дилемата дали некаде и кој тоа постапува по бизнис судски елити и се менуваат по потреба на извршната власт функционери во судството. Но ова е еден показател. Ова е токму показателот дека кој прв ќе избега од ваквите функции во дадениот момент, бидејќи знаат дека бродот тоне и дека во правосудството има сериозни проблеми и затоа впрочем се правдаат на начин на кој што прочитав на почетокот. За нешто што тие се надлежни го даваат како извештај дека е проблем за ниската доверба на граѓаните во судството и во правосудниот систем. А тие се тие кои што треба да го санкционираат. И затоа уште еднаш потенцирам, немат кредибилитет како институција вака да предлагаат.